Државната каса се полни со забрзано темпо. Последните податоци за јули се историски високи, односно според податоците, приходите од наплатата на Царинската управа и Управата за јавни приходи се досега рекордни во еден месец. Министерката за финансии вели дека финансиската стабилност и одржливиот економски раст се во фокусот на владата и дека веќе има видливи резултати. Во јули УЈП наплатила за 7,4% повеќе пари од даноци и придонеси споредено со истиот месец лани. Приходите од увозните давачки пак се зголемени за 19,2%, а по основ на акцизи се наплатени повисоки приходи за 5,7%. Историски високи приходи во буџетот за јули. Царинската управа и Управата за јавни приходи имаат највисока месечна наплата досега. Финансиската стабилност и одржливиот економски раст се наш фокус и веќе се гледаат резултати. Уште во првата година од мандатот, ова се резултати на ефикасна, одговорна и професионална работа. Продолжуваме посветено со поддршка за стопанството и грижа за секој денар на граѓаните. Царинската управа веќе објави дека има рекордна наплата на приходи во јули. Биле собрани над 200 милиони евра, што е зголемување за 5,4%, односно над 10 милиони евра повеќе во однос на истиот месец лани, кој исто така беше со историски најдобар резултат. Директорот на Царина рече дека зголемената наплата се должи на порастот на увозот на машини, делови од електрични машини и опрема, како и на моторни возила. Исто така било унапредено управувањето со процедурите, била зголемена на контролата и координацијата со другите институции. Од УЈП пак информираат дека бил остварен значителен раст на наплатата по основ на даноци и социјални придонеси за речиси 37,4 милиони евра споредено со ланскиот јули. Рекорден износ или 233 милиони евра биле наплатени од ДДВ, данок на личен доход и данок на добивка. Тоа е за околу 15 милиони евра повеќе од јули 2024 година, што е раст од 6,9%. Раст од 13,4% се бележи кај социјалните придонеси и по тој основ наплатени се 192 милиони евра, што е за 23 милиони евра повеќе споредено со јули минатата година. Премиерот напомена дека главна цел на владата е намалување на сивата економија и зголемена дисциплина во финансиските институции, а поголемиот прилив на пари во буџетот ќе значи и повеќе средства кои ќе се вложат во инвестиции за подобар живот на граѓаните.